Драги гледачи, во ово издание на емисијата Инфорегион ќе поразговараме околу имплементацијата на проектот Развој на услуга, нега и помош во домот во општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени. А многу повеќе околу тоа ќе ни кажат моите двајца соговорници денес, Марина Тошевска, која што е координатор на овој проект, и Дејан Тошевски, директор на Центарот за социјална работа од овој град. Како што кажав, проектот Развој на услуга, нега и помош во домот се реализира во овие три општини, а тука ќе може старите лица, изнемоштените лица да ги користат услугите на овој проект. За тоа што точно содржи истиот, ајде да почнеме со вас, господја Тошевска, од каде до каде е реализацијата на целиот овој проект? Најпрво да ви се заблагодарам за можноста да повеќе ги доближиме информациите за имплементирањето на овој проект и секако да ги информираме граѓаните кои што можат да се потенцијални корисници на оваа услуга, како можат да го остварат тоа право и да добиваат оваа услуга. Услугата помош и нега во домот се обезбедува поддршка и помош за лицата кои што не можат независно сами да живеат, и тоа според правилникот, согласно законодавната рамка на Министерството, до 80 часа месечно од страна на обучувани негователи. Лицата кои не можат самостојно да живеат може да добиваат поддршка во нивниот дом за основни инструментални активности. Имплементацијата на проектот започна уште во јануари, а меѓутоа идејата постои од многу одамна, така се укажа можноста заедно општини Прилеп, Кривогаштан и Долнени, детектирајќи ги предизвиците кои се очува населението, миграцијата, демографското старење, да издвои ова услуга помош и нега во домот како приоритет за овие општини. Заедно се подготви апликација која што беше одобрена од страна на Светска банка и Министерството за труд и социјална политика. Започнавме со активностите. Во делот на активностите е тоа што се оформи простор за лиценцирање во склоп на општината во Долнени. 40 лица, невработени лица, добија можност да поминат процес на верификувана обука од страна на Црвенко, со што се добија со сертификат за негователи, и во овој период веќе беа подготвени сите потребни документи согласно законската регулатива и правилниците, како може ова услуга да биде лиценцирана и навистина да биде достапна за граѓаните кои имаат потреба на територијата на општина Прилеп, Кривогаштан и Долнени. Моментално сме во процес на лиценцирање. Чекаме да добиеме потврда од ресорното министерство и Заводот за социјални дејности за да започнеме со одавање на услугата на терен. Она што ме изненадува е што навистина гледаме дека има голема потреба од оваа услуга и се надевам дека за сега почнуваме со 40 негователи, меѓутоа понатаму и бројот на негователи што е исто поддршка, поради тоа што од една страна обезбедуваме социјална услуга за лицата на кои им е потребна за независно живење, од друга страна им помагаме на невработените лица да се вклучат и да можат да бидат економски независни, така да ова е победносна ситуација, да речам, и за негователите и за лицата на кои што ми треба поддршка, меѓутоа и нормално за локалната заедница, заради тоа што со процесот на децентрализација и новите социјални реформи, самите општини веќе треба да почнат да размислуваат за децентрализација на социјалните услуги и навистина да може да ги мапираат потребите на населението и да воведуваат социјални услуги кои што ќе одговорат на реалните потреби на жителите на нивната територија. Започнуваме со оваа услуга, меѓутоа се надам дека понатаму ќе се проширува спектарот на социјални услуги кои ќе бидат достапни за жителите на овие три општини. Од каде е целата идеја за реализација на ваков проект? Уште многу одамна постои идеја, значи свесни сме и податоците на терен, пописот ни покажа веќе дека се соочуваме со демографско старење, неминовна е миграцијата на младите, така да голем дел од старите лицата со попречност остануваат да живеат сами во своите домови. Ние веќе на територијата на општина Прилеп го имаме Старскиот дом Киро Крстевски Платни, меѓутоа неговиот капацитет не е доволен за да обезбеди услуги за сите овие лица на кои им е потребен, а воено истражувањето на терен што го спроведе Лака Агролидер и мрежата на лагови со социјалните работници покажа дека најголем дел од лицата сакаат староста да се дочекаат во своите домови, така да ова е една одлична можност и добрите практики на страна како што се земји како Австрија и останатите земји на ЕУ покажуваат дека навистина има долгорочно позитивно влијание за подобрување на квалитетот на живот на старите лица со попречност баш овој вид на услуга. Затоа и така се роди идејата, она што изненади е што навистина во оваа идеја сите три општини и Прилеп, и Кривогаштан и Долнени сакаја и покажаа желба да влезат во едно заедничко партнерство за да може ова услуга да опфати поголем број на корисници на територијата на овие сите три општини, меѓутоа и да се гледа потенцијалот како ова услуга ќе расте понатаму пак на оваа територија. А дали во други општини се реализира некаков ваков сличен проект во Македонија? Да, со поддршка на проектот на Светска банка се грижиме за развој на социјалните услуги. Веќе вакви услуги се услугата помош и нега во домот е воспоставено и во други општини. И така да поделувањето на искуството
и бенефитите и придобивките што оваа услуга ги нуди, секако беа исто така основа за и ние да размислуваме во таа насока и воедно ни се патокас како ова услуга наистина да ја направиме квалитетна, ефективна, ефикасна и нормално достапна за нашите жители. Господин Тошевски, како се доврши целата таа селекција, дали веќе започна пријавувањето, каков е интересот и кој се може да биде дел од овој проект? Прво да се заблагодарам на вашата покана да гостуваме во една ваква емисија, каде што ќе промовираме една услуга која е нова за нашата територија, односно за територијата каде што е надлежен Центарот за социјална работа од Прилеп, односно општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Услугата, максималниот број на корисници кои можат да ја добиваат оваа услуга е 120, а ќе ја даваат 40 негователи на територијата на трите општини. За пофалба е што тројца градоначалници увидоа која е потребата за населението, затоа што тие се една од клучните алки во овој проект, затоа што тие мораа да ја поднесат апликацијата до Министерството за труд и социјална политика. Во почетокот средствата се обезбедени од страна на Светска банка, а понатаму, доколку успешно се реализира проектот, самото Министерство има превземена обврска, услугата да ја превземе под финансирање на сопствениот буџет. Центарот за социјална работа е органот кој ќе ги носи решенијата за лицата кои ќе ја користат оваа услуга. Веќе и се изготвени барања, граѓаните кои се заинтересирани ги поднесуваат до Центарот за социјална работа и во моментот кога ќе се лиценцира давателот на услугата, ќе изготвиме решенија во најбрз можен рок за да може веќе и реално да ја почувствуваат граѓаните придобивката од еден ваков вид на услуга. Навистина ова е најхуманиот дел, едно од најтешките услуги од социјална заштита кои можат да се имплементираат, односно да се развијат на локално ниво, но една од најхуманите услуги затоа што не само лицата, старите лица, болните и немојкни лица, туку и лицата со попреченост ќе можат услугата да ја добиваат во својот дом, онаму каде што се навикнати да го поминуваат своето време, во едни хумани услови, од обучен неговател, наместо да ги носите во гломазни големи институции. Самата стратегија и на државата и на Министерството за труд и социјална политика е на целосна деинституционализација, односно во едни вакви помали овде кај услугата се дава во домот, во другите категории на лица на кои што им треба помош се типот на малите групни домови, така да проверен модел кој е развијан кој е создаден во развиените европски држави. Ние го видовме тоа лично и во Република Австрија, точно како што кања ќе се развива услугата, така и таму развиена на нивната територија. Кои услуги ќе им бидат давани на корисниците? Значи, од страна на негувателите, тие имаат соодветна медицинска опрема, ќе им се мери притисок, температура, шејкер, доколку има потреба, ќе бидат обучени за давање на терапија, грижа, капење, купување на основни домашни намирници, така да еден сет на мерки, на услуги со кои што ќе им се олесни животот на старите лица и тие ќе можат да својата старост ја проживеат во домашните услови, односно таму каде што живеат. Колку часови дневно ќе... Максимум 8 часа, 5 дена во неделата. Тоа негователите, меѓутоа еден корисник може максимум 80 часа на месечно ниво и тоа помош во основни во инструментални активности, така се поделени согласно правилникот за начинот и обемот на социјалните услуги. Значи основните активности, како што спомна и директорот Тошевски, ги опфаќа помош при капење, готвење, земање медицинска терапија и исхрана и инструменталните активности во однос на пазарување, поправки низ домот, поддршка во домот, одржување на домот. Сите овие основните инструменталните активности, доколку се даваат 80 часа месечно по корисник, докажуваат дека ќе се обезбеди едно здраво, пристојно, самостојно живење на постарите лица и нормално на лицата со намален функционален капацитет, како лицата со попреченост. Каква е соработката на општините со Центарот за давањето на социјалните услуги? Видете, како што кажав и претходно, навистина созреа совеста и во локалната власт дека не е само работа на Министерството, не е само работа на Центарот за социјална работа, грижата за социјално ранливите категории. Со законот од 2019 година се даде можноста да се развиваат услугите на локално ниво од страна на локалната самоуправа и соодветно лиценциран давател на услуги од граѓанскиот сектор.
Така да, законодавецот и Министерството се расположени, локалната самоуправа увидува трите општини дека најдобро е да се развиваат услугите од социјална заштита на регионално ниво, не само секоја општина за себе, затоа што сепак ние сме помали рурални општини, Прилеп е една централна поголема општина, но сепак и таа покрива еден голем број на рурални населени места. Така да, најдобро е овој тип на социјални услуги и другите кои ги дава, како што се дневни центри за стари лица, дневни центри за лица со попреченост, еден сет на услуги кои можат регионално да се развиваат согласно бројот на жители и територијата која ја обслужуваме ние како центар, но и локалната власт. Во моментов, да, има одлична соработка, за пофалба се градоначалниците, нормално, и се надевам дека нема да се запре само со оваа услуга, дека истите и понатаму ќе сторат напори да се развиваат и добар дел на услуги кои ги дава Законот за социјална заштита. И овој да се надоврзам само дека со овој проект навистина се потенцира обврските надлежностите на општината и се промовира дека социјалната заштита се темели на заеднички активности со заедничка соработка на единиците на локална самоуправа, Центарот за социјална работа и сите релевантни чинтели како невладините организации и другите потенцијални даватели на услуги, дека заедно мора да делуваат за намалување на социјалната ранливост, социјалните ризици и надминување на социјалните проблеми. Како и ова иницијатива на проектот ги поттикне и општините да ги исполнат своите законски обврски, да подготват социјални планови. Врз основа на тие социјални планови да видат каде понатаму општината ќе може да се движи, како ќе ги развива социјалните услуги, како навистина ќе одговори на реалните потреби на граѓаните. Значи во сите три општини Прилеп, Кировограштан и Долнени беа изработени социјални планови, започна континуирано да работи Советот за социјална заштита на општинско ниво, што е исто законска обврска, каде што сочинуваат членови се представници на различни институции, како што е Центарот за социјална работа, образовни институции, граѓански организации кои што делуваат во област на социјална заштита, така да сите заедно да можат врз основа социјалниот план да видат понатаму каде кој може да даде придонес и како понатаму може да ги развиваме и услугите, меѓутоа да подобриме и унапредиме социјалната заштита на локално ниво. Рековте е поддржан од Светска банка, колку чини реализацијата на целиот проект? Вкупната реализација за воспоставување на услугата, значи се заодиме според правилникот и финансиските насоки што ни ги дава Министерството. Дополнително понатаму во однос на плаќањето можам само да напоменам дека секој неговател ќе биде платен од час и ќе бидат хонорарно ангажирани, значи на почетокот се уште бесплатени придонеси, во зависност од часовите што еден неговател ќе ги исполни месецот, ќе му биде исплатена месечната сума. Во однос на опрема, во рамките на проектот ќе се обезбеди, како што спомнавме, униформи, медицинска опрема, апарат за мерење на шерке, притисок, термометар, медицински ракавици, маски, сето она што му е потребно за да може да одговори на задачите. Воедно беше исто од страна на проектот подмирени беа трошоците и за обуката од верификуван спроведувач на обука. Така да вкупните износи после воспоставувањето на услугата ќе може да ви кажем во крајот на годината да видиме како ќе се движи, колку заради тоа што не секој потенцијален корисник ќе добива 80 часа месечно и тоа сакам да го напоменам, ќе зависи од тоа колку лицето навистина има потреба за независно живење, во која област, дали во делот на основни или во инструментални активности. Она што би сакала да напоменам, кои се лица може да ја користат оваа услуга. Значи тоа се лица со најтешка попреченост, со комбинирана попреченост од највисок степен, потполно слепи лица, потполно глуви лица, лица кои што имаат старост над 65 години и други лица со намален функционален капацитет кои не можат сами да се грижат за себе. Меѓутоа, овдека треба да напоменеме дека многу е важно и за членовите на семејството, значи дека лицата не треба кои што ќе ги користа особено помош или ова услуга помош и нега во домот, ако живеат во домаќинство со заснова работено однос лице или пак старо лице со целосно сочуван функционален капацитет, можеби нема да можат да бидат приоритет во добивањето на услуга, значи предност ја имаат лица кои што живеат сами, кои што нормално степенот во однос на попреченоста и неможноста да живеат самостојно. Самата постапка е дека најпрво матичниот лекар треба да потполни индекс КАЦ, документ каде што ќе се одреди
колкав број на часови, кои активности му се потребни на лицето за понезависно да живее. Заедно со барање се оставува Центар за социјална работа, каде што треба да биде назначен раководител на случај. Раководителот на случај го посетува лицето, домот, домаќинството каде што живее, и тој потполнува понатаму, ги потврдува она што го дава матичниот лекар или дали е потребно дополнителна поддршка во некои си активности од делот не основни инструментални кои што се бираат и се прави проценка колку број на часови некој лице ќе може да ја користи оваа услуга. Врз основа на тоа ние веќе го правиме работниот план за негователите. Во однос на координирањето, сепак се работи за голема бројка, 40 лица, значи ќе бидат назначени 20 координатори кои што се социјални работници. Тие ќе бидат одговорни за работата негователите, проценка дали квалитетно се дава услугата, задоволството на корисниците, да бидат во постојана комуникација со матичните лекари, нормално постојана комуникација со семејствата на потенцијалните корисници, така да можам да кажам дека за да се реализира еден ваков проект бара голема посветеност. Дури неве ги вклучувам и матичните лекари. Од една страна тие ни помагаат во делот на проценката, од друга страна негователите им помагаат да можат некако навремено да одговорат, да ги известуваат за состојбата на нивните пациенти, да видат каде може негователите да придонесат за да се подобри здравствената состојба на пациентите. Воедно пак во локалната заедница кажувам дека доколку членови од семејството мора да не се во работен однос да се грижат за постарите, сепак ова е одлична можност и тие да бидат конкурентни на пазарот, не да се вклучат, што е пак бенефит за целата локална заедница во услови какви што живееме, каде што имаме недостаток на човечки ресурси. Од кога ќе може да се започне со барањата, со апликациите и од кога ќе започне целиот проект? Во барањата, значи сите оние што се заинтересирани да бидат потенцијални корисници слободно можат да поднесат барање до Центарот за социјална работа. Веќе ја спомнавме која документација е потребна. Кажав дека сме во процес на лиценцирање, очекуваме одобрение од Министерството за труд и социјална политика, се надеваме дека во најскоро можно време ќе ја започнеме услугата и се надевам дека ова ќе биде голем исчекор и дека навистина ќе обезбедиме квалитетни и одржливи социјални услуги и дека ова ќе биде поттик за останатите организации на територијата на овие општини да размислуваат во насока да бидат потенцијални даватели на останатиот тип на услуги кои што се детектирани согласно социјалните планови на општините. Како што може да слушнеме, бенефитите навистина се огромни од овој проект, кои се можностите кои што се нудат понатаму во иднина? Со воспоставањето на оваа услуга веќе правиме еден голем исчекор да ја разбудиме свесноста на единиците на локална самоуправа колку е важно од воспоставањето на социјалните услуги, колку општините се клучна алка во детектирањето и мапирањето на потребите на нивото население и колку тие пак се задолжени и имаат обврска да одговорат на потребите на лицата во социјален ризик и лицата кои што се чуваат социјални проблеми. Се надевам дека наредна година на следна средба веќе ќе разговараме дека не само услугата помош и нега во домот, дека на оваа територија веќе имаме услугата лична асистенција, останати услуги кои што вистина му се потребни на нашите граѓани. Како што спомнав, подолгорочно бенефитите се и за старите лица, навистина да имаат пристојно, самостојно достоинствено старење, да се подобри квалитетот на живење на старите лица и лицата со попреченост. Можностите понатаму да се проширува, значи зборуваме за 120 корисници на почеток, меѓутоа самото проширување ќе значи поголема можност за вработување на нови негователи, да ги обучуваме и да се вклучат во работен процес и пак како што спомнав бенефитот за целата заедница на подолгорочно влијание, дека веќе лицата кои што се останати дома и не можат да се вклучат на пазарот на труд поради грижа за старите лица со воспоставањето на услуга која што сега е бесплатна, ќе можат да се вклучат на пазарот на труд, а да бидат сигурни дека имаат квалитетна грижа за нивните најблиски. Дали по завршувањето на целиот овој проект истиот ќе биде преземен од страна на Центарот за социјална работа и дали бројот на корисници на оваа услуга во иднина би се зголемил откако ќе се реализира оваа првична фаза? Искуството од соседните општини каде што подолго време се спроведува оваа услуга кажува дека по завршувањето на проектот финансиран од страна на Светска банка продолжува да го има превземена обврска Министерството за труд и социјална политика да предвиди средства во сопствениот буџет, така да многу е позитивно искуството соседните општини Македонски Брод, Демир Хисар, Неготино, Демир Капија имаат веќе ја воспоставена оваа услуга подолго од една година, бројот и на корисници и на негователи се зголемува, позитивни се резултатите, така да сметам дека и ние, бидејќи сепак ќе обслужуваме на поголема територија, во најбрз можен рок ќе се почувствуваат бенефитите од услугата и ќе се зголемува и бројот на корисници и бројот на негователи. Ви благодарам на разговорот и да се надеваме дека во најскоро можно време ќе започне имплементацијата на овој проект во трите општини.
Ви благодариме. Драги гледачи, тоа беше разговорот со директорот на Центарот за социјална работа од Прилеп Дејан Тошевски и координаторот на проектот кој што се реализира преку Сдруженијето Центар за развој и едукација од Прилеп. Ние се гледаме со нови информации во наредното издание на емисијата Инфорегион.